Здраво, слушатели, гледатели и надежни души. Јас сум процесорот Јас сум свештеникот. и добродојавте во Беседа, единствената македонска емисија за високи и возвишени теми. Епа, а Ирлија нека е. А Ирлија? Оваа емисија, како што спомнавме веќе, се вика Беседа. Оваа емисија или подкаст, како што е англискиот или странскиот збор, ја мислиме веќе долго време. И јас со свештеникот ја разговаравме како да изгледа формата, како да личи целата емисија, меѓутоа тоа што мислам дека беше најбитно е дека утврдивме дека треба да ја направиме, треба да започнеме, заради тоа што и онака јас и тој веќе дискутиравме на редовна база, речеме, за најразлични теми и увидовме дека на еден добронамерен начин, низ дебата, повеќе низ разговор во суштина, почнуваме и достигаме до одредени мудрости, до одредени вистини, откриваме откровенија, достигнуваме и практично сфативме дека не треба откровенијата да ги чуваме за нас, туку треба да ги споделиме. Дали тие ќе го имат истиот ефект врз нашите слушатели, гледачи и така натаму, ќе видиме. Меѓутоа верувам дека тие што би ни се придружиле да не слушаат, дека барем ќе имаат некој отворен ум кон истото. Така што еве јас почнав некој вовед зошто решивме да започнеме беседа. Меѓутоа ти можеш да додадеш нешто ако имаш во однос на ова. Например, еве тебе, кои се твоите што би сакал ти да оствариш со беседа, например? Зашто еве ти почнаш? Еве јас си кажав од за мене. Па главните причини и моите се исти како твоите. Пред се сакам овие наши разговори кои што навистина, кои што велиш иде задираат во веќе возвишени, завршуваат со многу возвишени поенти. И убаво е да се снимат или да бидат некаде запишани со цел да можеме да се вратиме на нив. А и други да можат да ги прочитаат и да им се отвори умот, да размислат за овие работи. Меѓутоа има и друга причина зашто се снимаме, а тоа е да помогнеме да се отвори умот на секој кој што ќе го слуша ова. Значи, едноставно, нашиот етер во Македонија и во светот е полн со подкасти и други емисии кои што се само за трач, за глупости, за разноразни небитни теми, кои што го полнат мозокот на луѓето со работи кои што се навистина недостојни, кои што едноставно го трујат, ни ја намалуваат нашата свест. И потребно е да имаме некој барем нешто во етерот на интернет или каде и да е кој што може да ни го отвори умот. И тоа е главната цел, значи тие две цели се главни. Да го имаме запишано ова што го разговараме некаде, снимено, а исто така да можат луѓето да слушнат нешто ново за промена и нешто кое што е возвишено и кое што е достојно за еден човек на 21 век кој што се стреми кон високи идеали, а не само кон преживување. Така, апсолутно се согласувам со тоа што го кажа. Мислам, јас би додал само дека во Македонија вакво нешто јас не сум видел. Не знам, може би има, ама ние не знаеме. Но, еве ќе го спомнам, например, Димче со Сонцогор. Тој се обидува нешто да работи во таа смисла. Меѓутоа сам. Зборува сам и во рете кога зборуваш сам и кога презентираш сам, нешто што си го размислиш, што сакаш да го збориш, меѓутоа мислам дека во нашиот формат на двајца, дека ќе има одредено порење понекогаш за некои точки, за некои работи нема да се согласуваме, за некои работи ќе се надополнуваме затоа што јас и ти сме многу слични, меѓутоа и за некои работи сме многу различни, односно имаме различни искуства, на различни факултети сме биле, например, на крајот на иштата, различни работи сме работеле во животот и тоа ќе доведе до едно надополнување и до давање на различни перспективи, која што па е една од главните поенти на самава емисија, да се дадат различни перспективи.
Така што би рекол дека, сега кога ја спомна веќе Македонија, една од главните цели на беседа е придонес кон созревањето на човештвото, ама и на Македонија. Че во Македонија треба одреден придонес, знаеме каква е ситуацијата кај нас, меѓутоа треба и на човештвото. И заради тоа би спомнал уште една работа, пред да дам збор, а тоа е дека нашиот формат ќе биде двозначен. Значи ќе правиме наизменично, ќе снимаме, ово е добро за слушателите, но за гледачи да го знаат, наизменично ќе снимаме македонски и англиски емисии. Меѓутоа емисиите нема да ги покриват истите теми, односно нема да бидат повторување една по друга, туку ние ќе се тераме, едноставно ќе се го менуваме јазикот. Еднаш ќе снимиме македонска емисија, па следниот пат англиска емисија, па после пак на македонски, а темите ќе се тераат понатаму, со целта да да влијаеме на луѓето, односно да придонесеме кон созревањето на Македонија и на македонскиот народ, но и на светот. Да, се согласувам. Види, мислам дека главната тема или главната поента која што ние тука ќе разговараме, сите овие подкасти, сите овие епизоди кои што ќе ги снимаме, всушност може да се сведе на едно прашање. Прашањето е што значи да се живее вистински? Што значи едноставно еден врвен живот? Како би изгледал? И тоа е едно просто прашање, меѓутоа за да се одговори потребни се томови и томови книги и размислување на секој аспект од животот на еден човек. Не е прашање кое што може да се одговори со една реченица или па со еден текст, туку потребно е многу зборување. И мислам дека тука е и главната цел наша, која што може би не ја дискутираме толку многу, меѓутоа како и двајцата ја знаеме дека е во еден дека се состои, дека тоа ни е позади во умовите, дека тоа го држиме ни двајцата и во срцата, а тоа е да се постават едни темели за нова парадигма за живење. Да. Тоа е една цел која што ја имаме и двајцата, меѓутоа осеќаме дека тоа се крчка во нас полека и дека тие размислувања ги имаме и ги дискутираме, меѓутоа се уште е рано за една за еден дефинитивен одговор кој што ќе постави супериорен начин на живење во овој свет. Значи нешто кое што сега не е видено, начин на живење, да речеме филозофија или мудрост или светоглед, кој што би не издигнал во една нова форма на постоење како човештво. И тука тоа ни е оствари една главна визија, главна цел како зошто на каде се стремиме. Меѓутоа не само за нас, туку и за оние кои што не слушаат. Слушателите сакаме преку нашите разговори да ги издигнеме од едно константно ниво на дневно-политички глупости кои што им се сервираат, да ги издигнеме на еден нов вид на размислување кој што е, јас би го рекол, неконцептуален или надконцептуален. Каде што веќе не се идентификуваш со одреден концепт или одредена идеја, која што ти буквално те заробува, ако се идентификуваш со нејзе, туку можеш со повеќе концепти да размислуваш, да можеш да наоѓаш за една заедничка точка на повеќе концепти, дури и спротивставени концепти. И на тој начин осеќаш или откриваш дека си слободен сам во себе. Дека почнуваш веќе да не бидеш роб на идеите кои што постојат во светот и кои што ги застапуваш ти, туку гледаш дека тие се само идеи и дека може да се предомислиш ако сакаш или ако има потреба. И тука е многу една интересна поента, бидејќи во самиот момент кога ти застапуваш една поента или еден начин на размислување или некој став или што и да е, ти му даваш дел од твојата душа на тој став. И тука кога ќе му дадеш дел од твојата душа, ти се заробуваш во нејзе. Те држи како заробеник. И сите овие наши разговори се обидуваат
да го расшират нашиот ум и нашата свест до тој степен каде што нема да имаш потреба веќе да го држиш тој концепт како да е дел од тебе, како да си идентификуван со него, туку можеш да го пуштиш кога сакаш. Ти си слободен и веќе ти стануваш господар на концептите, не се тие твој господар. И така веќе не може да постојат идеологии. Не си ти веќе роб на некоја идеологија, туку ти си господар на идеологиите. И ти можеш веќе да формираш супериорни начини на размислување. Што нормално води кон многу поавтентично, по вистинско живење. Апсолутно. Бидејќи веројатно откриваш како навистина си, а не како би требало да бидеш и како ти се сервира да бидеш. Да, дефинитивно јас согласам со тебе. Значи, ова ти што го кажуваш, ние ќе видиме понатаму, ќе го разговараме. Овој е еден начин на плурализам, на идеи, па после и надминување на плурализмот. Односно, обид да се вклопат сите плурализмот да се направи да функционира во едно, па после тоа надминување и на тоа. Значи има неколку нивоа на когнитивното и душевното и концептуалното созревање, кои што луѓето можат да го имаат и околу тоа веројатно ќе разговараме понатаму. Но тоа е интересно што го спомна. Една работа која што исто така ќе разговараме понатаму, една која што спомна е дека можеш да разгледуваш и да условно речено си играш со различни концепти наместо да им робуваш. И некој тука, нормално, ако бидам адвокат на ѓаволот, некој би кажал тука, ама како тоа е релативизам, тоа нема да имаш рамка врз која што треба да размислуваш, врз која што треба да донесеш одлука, затоа што за се нешто може да си кажеш, па тоа не мора да е така, тоа не е баш така. Прво треба да се стекнеш со капацитетот да си играш условно речено со различни идеи и концепти, а тек потоа да го надминеш и тоа и да стигнеш до нивото каде што сите тие ќе увидиш дека се различни перспективи, различни реалности и сите тие се точни во некој сегмент, некој дел и дека заедно ако ги употребиш ќе дојдеш до многу поточен одговор на некој прашање или многу добар метод на достигнување на некаква одлука. Апсолутно, да, се сложувам. Значи, тоа значи дека всушност концептите и парадигмите се алатки. Значи, тие се нешто кое што нас ни помага да живееме убаво, удобно, корисно и така натака, меѓутоа тие често ограничуваат. Значи, нашата цел тука е да отвориме простор за размислување кое што не е врзано за ригидни идеи. Ригидни идеи се потребни некогаш во однос на актување, правење нешто во животот, меѓутоа ако ти се издигнеш, како што кажа ти, над тие ригидни идеи, можеш да видиш дека таа флуидност во размислувањата те прави уште поспособен. И веќе не ти требаат ригидни идеи, веќе не ти треба нешто во животот кое што кажеш, ова е мојата вистина и од овде не си одам, па што сака нека биде, затоа што немаш потреба веќе за тоа. Затоа што ти на сите полиња имаш одредено познавање, од секаде можеш да направиш некој нов концепт, некој ново гледање на работите. И ти секаде можеш да се чувствуваш како дома. Во секоја идеологија, во секој тип на размислување, ако ти не си ригиден во своите размислувања, во своето его, да речеме, ти можеш секаде да се чувствуваш како дома. И веќе не те кочат, не те заробуваат тие ригидни идеи. И затоа можеш да сватиш дека, иако сега во овој начин на живење некогаш ретко ни се потребни ригидни идеи, ако се издигнеме над нив, што слушателите ќе можат да го направат тоа, и ние ќе можеме, како што ги правиме овие разговори се повеќе и повеќе, ќе можеме да научиме и они ќе можат да научат како да се издигнат и ќе сватиме дека ригидни идеи всушност не ни се потребни. Дека се губи нивната смисла. Тие сега се потребни, како што некогаш порано било потребно на градовите да се градат зидини, за да не влагаат диви животни. Меѓутоа веќе ќе биде затвор ако ги изградиш сега зидините. Значи има некои работи кои што потребно е веќе да се пуштат за да може да напредуваме. Зашто сега веќе не влечат надоле.
тие идеологии, тие ригидни идеи. Јас само би додал дека многу убаво го спомна тоа со тврдините и со зидините околу градовите. Ригидните идеи се потребни во одреден стадиум на развитокот. Во одреден стадиум на развитокот на поединците и во одреден стадиум на развитокот на колективите како народ или земја или семејства или град држави и така натаму. Значи во одреден стадиум се потребни тие. И ако не се помине тој стадиум, нема може да се дојде до следните стадиуми. Значи тие се потребни. Меѓутоа ние практично кажуваме дека има и заднив нешто. И развитокот продолжува. Не застанува таму кај ригидните идеи. Кај ригидноста практично. Добро. Во оваа смисла баш би додал само една работа, би искоментирал дека например тоа што сакавме да го пренесеме во самава емисија, кој што го правевме веќе, е практично тоа што го напишав во нашето мото, не ти кажав дека напишав мото за нас, ама го напишав, ќе го смееме доволно ако не ти се свиѓа или ако имаш подобра идеја. А тоа беше добронамерно досегање кон мудрост. Така го напишав како мото. Ми се свиѓа. Предпоставав дека ќе се свиѓа, меѓутоа нормално ќе си размислиш и може да ти текне нешто подобро, Само ми текне пошто пишуваше таму, имаше барање да се напише како кратко објаснување на емисијава и јас го напишав тоа на прва. Тоест прво напишав добронамерно досегање кон вистината, ама сетив дека мудроста е многу по опфатен израз, да. Сега, уште една работа би сакал да искоментирам, а тоа е дека ние зборувавме, сега моментално зборуваме за различни нивоа на развиток. Когнитивен развиток, душевен развиток, морален развиток, научен развиток на мислата. Кога зборуваме за различни нивоа, што значат тие нивоа, што се тие нивоа? И тука би сакал да спомнам дека јас и ти имаме одредено искуство и познавање од неколку рамки за развиток. Пред се когнитивен развиток, меѓутоа и овие сите заедно идат со него. И накратко би ги спомнал, тука ако е вред со тебе. Значи, се работи за неколку рамки, кои што јас и свештеникот ги знаеме веќе, и кои што ги користиме како рамка за размислување и за разгледување на развитокот и на луѓето и на општеството и на каде треба да целиме. Тие се спирална динамика, тоа е едната рамка. Понатаму имаме 8 нивоа на психолошки развиток на Сузан Кук-Гройтер. После тоа на Колберг ги имаме нивоа на морален развиток. Имаме Маслова хиерархија на потреби. И на крајот имаме пирамида на великанството, односно 9 области на личност. Значи, овие се во основа, ова последниве две се практично во едно упатство што го пишувам, јас ги имам развиено, тие се како мои, некои да речеме, придонес кон гледање на развитокот човечки. Меѓутоа веќе сме ги дискутирале. Сите овие, тоа што би сакал да искоментирам исто така е дека ние не се држиме како слеп за стап за овие рамки. Ние практично сме го виделе дека развитокот на луѓето оди низ нивоа, па потоа дошле рамки и ни направиле смисла. Меѓутоа си имаме и ние некои конкретни работи, некои специфични работи околу нив, со кои што не се согласуваме, со кои што ги подобруваме, кои што мислиме дека подобро полошо е во однос на како е напишано таму. Така што би им рекол би посечил на слушателите и на гледачите да не се фаќаат многу ригидно за нив, повторно доаѓаме до ригидноста, туку вие се како помошни алатки со кои што можеме да ги гледаме и да гледаме на кај одиме со развитокот и тоа што го коментираме. Меѓутоа, убаво е да ги проучат. Апсолутно. Убаво е да си ги прочитаат и да си ги размислат и они самите дома и да си ги дискутираат со луѓето кои што размислуваат како нив. Дефинитивно. Сите овие начини на размислување и рамки, како што викаш ти, кои што веќе некои интелектуалци од минатото ги поставиле. Да. Значи ние не сме првите луѓе кои што ни текнува дека постојат рамки на размислување. Имало стотици филозофии во минатото и многу попаметни од нив, джинови на кои што чии рамења ние стоиме, кои што размислиле и откриле нови работи. Меѓутоа и они биле лимитирани од нивното време и биле лимитирани од
може би технологијата или може би од ситуацијата која што им се случувала. Точно развитокот на општеството кој што наоѓале, да. Тоа значи дека секогаш може да се подобрува и никој од нив, колку и да биле паметни, никој од нив не е совршен. Никој од нив не поставил такви темели кои што за секогаш ќе бидат исти, бидејќи тоа е можеби скоро невозможно. И ние сакаме да поставиме едни нови темели кои што ќе влечат поука од сите овие мислители од минатото, меѓутоа ќе бидат нешто ново и нешто уште подобро од нив. Уште подобро во однос на нашето време. Значи, целта е всушност од идеологија и од минати веќе искористени, веќе потрошени рамки на размислување, фокусот да го направиме, да го насочиме кон искуството. Значи, кон внатрешното искуство и кон суштината на сите проблематики кои што ги разгледуваме. Значи, до сега многу поранешни мислители се фокусирале на формата. И тоа било корисно тогаш и до ден денеска во некои аспекти е корисно. Меѓутоа, сега веќе се раѓа потреба да се фокусираме на суштината, да се фокусираме на искуството, на поентата која што сите овие различни проблематики во нашето општество ја постојат и суштината која што ја имаат. Бидејќи, ако ние се уште се задржуваме на формата, од толку многу информации, од толку многу проблеми, од толкав обем на и интензитет на проблемите, ние всушност ќе полудиме, ние ќе се изгубиме и не можеме да размислуваме како што можеме да размислуваме и како што треба да размислуваме. Што всушност им се случува на луѓето. Да. Од целиот тој хаос, без концептуална рамка, без начин на гледање, без, да, едноставно се губат и остануваат заглавени во секојдневието, во... Да, тоа е најголемиот проблем всушност. Исто така сакав да кажам нешто што ти претходно го спомна, тоа е дека ние немаме исти размислувања во се, меѓутоа во многу работи имаме слични размислувања, бидејќи Утврдено е веќе. Утврдено е, бидејќи сепак постојат некои работи кои што се, значи, како да кажам, само евидентна вистина и можеш да се инатиш, можеш да се бориш со ветрот, да одиш спроти струјата, спроти водената струја, меѓутоа вистината е очигледна и ако си малку, да речеме, без слепило на очите и без некои емоционални пранги кои што те држат, лесно можеш да видиш кои се вистините. И затоа на многу работи лесно ги согледуваме јас и ти и се сложуваме на многу теми. Меѓутоа, како што завлегуваме во нашите дебати, откриваме дека има многу работи кои што не се сложуваме. И тоа е сосема добро, тоа е корисно за овој подкаст, меѓутоа е корисно и за нас. Апсолутно. Бидејќи на тој начин може да учиме. И мислам дека ова е еден многу интересен експеримент, еден многу интересен момент кој што гледачите ќе го забележат, а тоа е еден многу редок момент, можеби кој знае дали некогаш ваков подкаст постоел, каде што двајца дебатираат со цел да ја откријат вистината. Не со цел да го победам другиот. Така. Не ми е целта јас да го убедам процесорот дека мојата идеја е подобра и поважна и повистинска од неговата и со тоа да докажам дека јас сум попаметен од него, туку сакам да видам која е вистината. Дали вистината е моето, дали вистината е неговото или некаде помеѓу. И каде точно помеѓу. Колку е на кај мене, колку е на кај него, со цел да ја откријам вистината, а не да победам. Тоа е нешто кое што насекаде низ телевизија, низ овие дебати, низ ораторство, во правниот систем поготово, секаде гледаме само дебата со цел победа. Она чист софизам, што се вели. Цел да ти да победиш, вистината да ја искажеш на еден таков начин, со толку зачината со лагички, за да може да победиш. Тоа е целта. И тука веќе ти ќе ја креираш вистината. И тоа не е точно. И не можеш никогаш да ја креираш вистината. Вистината е таква каква што е, сите нека веруваат дека не е тоа
дека нешто друго, дека лагата е вистина, вистината ќе си остане тоа што е. Таа нема да се смени. А ние овдека се обидуваме да откриеме што е таа вистина, а не се обидуваме да победиме. И луѓето што ќе го слушаат ова, мислам дека ќе бидат изненадени кога ќе видат дека всушност некој толку лабаво се држи за толку важни ставови, способен е да ги остави толку брзо и толку лесно со цел да научи нешто поголемо и повозвишено. И не се врзува емоционално за нив. И тоа ќе биде многу еден интересен експеримент, кој што мислам дека нашите гледачи и нашите слушачи ќе уживаат во него. Дефинитивно, значи тоа ќе биде нашиот придонес, еден вид на пример како се наш пример како се прави тоа. Да. Како се разговара, и затоа е разговор, тоа е беседа, не толку дебата, повеќе разговор, како се разговара добронамерно да досегаш кон мудроста. Значи, не е битно дали јас сум во право, ти си во право. Битно е што е вистината, токму тоа што го кажа. Мислам дека самите слушатели и гледачи ќе го видат, ќе го осетат од начинот на кој што го терам муабетот. Интересно е што јас и ти мислам дека го развивме капацитетот за таквиот разговор низ годините низ нашето дружење. Да, јас така мислам. И мислам дека интересното беше што ќе детекне сигурно, ама кога почнувавме ние да се дружиме, јас и ти за многу работи не се согласував. Да. И бевме многу во некој спор околу некои работи. Ама интересно беше што со текот на времето откривме дека се повеќе се согласуваме и личноста која што нас спои на времето ми текнува дека тој го кажи, го предвиди, дека ќе видиш ти дека со свештеникот ќе најдете, ќе се согласувате во иднини, ако сега мислите дека не, ама ќе видиш ти дека ќе се согласувате и така и испадна на крајот. Но испадна затоа што без разлика што ние не се согласувавме на некои работи, низ динамиката на нашиот однос, бидејќи нашиот однос беше изграден на почитување, а не можеш да го почитуваш некој ако со него си и наетиш, сакаш да го победиш. Со добра волја. Со добра волја, апсолутно. Значи, штом тргаш од аспект дека ќе го почитувам човекот без разлика, може да не се согласувам со ништо што ќе кажеш, ама те почитувам и ќе те изслушам барем, а после тоа почитувањето не е само ќе те изслушам, туку ќе те изслушам со внимание и ќе видам има ли вистина во тоа што го збориш. Па ќе си размислам после тоа и многу пати ми се случувало мене, ќе разговараме за нешто, ти ќе ми кажеш нешто, ја викам не ми изгледа точно. После недела дена тоа си крчкала во позадина, си работела во подсвеста и ќе задам точно во права беше. Исто и на мене. Исто и на мене. Така што мислам дека го развивме методот, ајде да речеме, или начинот на ваков разговор. Позитивното што може да се извлече од тоа е дека и тие што не слушаат може да го развијат. Да. И да ги охрабриме да го развиваат и да го применуваат со своите луѓе со кои што дискутираат, кои што ги имаат, например, другари или познаници или особено семејство и така натаму. Апсолутно и не само тоа, туку мислам дека темите кои што се дискутираат се толку високи и толку, како да кажам, абстрактни, што оној кој што ќе ги слуша овие теми, дури и да не размислува, само да седи да ги слуша овие концепти кои што ќе ги кажуваме ние низ текот на нашите емисии, ќе го потикнат без некои големи напори од негова страна, ќе го потикне на еден поавтентичен и на свесен начин на живот. Бидејќи ќе почне да ги приметува работите кои што ние ќе ги зборуваме во секојдневниот живот. Значи, неговиот секојдневен живот, неговите секојдневни акции ќе бидат на едно повисоко ниво, ќе внесеме, или самиот тој ќе си внесе повисоки вредности. Бидејќи ние овдека кога ќе дискутираме, несомнено ќе донесеме или ќе утврдиме некои вредности на живење кои што се важни и некои кои што не се важни.
некои кои што се полуважни. Пред се, некои вредности кои што се неменливи, кои што служат како столб, како стожер на нашиот живот, како црвени линии кои што не смеат да се поминат. И самиот слушател кога ќе ги слушне овие работи, кој ќе види поентата на овие работи, во неговиот секојдневен живот ќе има еден нов елемент, една нова димензија на функционирање. Тоа сум убеден. И тоа ќе го потикне на, како што кажав, поавтентичен и посвесен живот со едни по-екзалтирани вредности. Или воопшто со вредности, бидејќи постојат луѓе кои што, поготово млади луѓе, кои што немаат вредности, бидејќи не успеале да ги создадат тие вредности додека биле мали, поради различни причини, дали општеството, дали нивните родители и така натака, не успеале да создадат еден убав систем на вредности. Овие емисии може да им помогнат и навистина ќе им помогнат ако редовно ги слушаат да ги создадат тие вредности. Да, тука Колберг би рекол дека тоа е една природна фаза од развитокот, од моралниот развиток на човек. Да, веројатно, ако гледаме поцинично, тоа е еден стадиум, што го кажеш како нема вредности, и тоа ги гледаме дека тие луѓе не паѓат и не седат во кревет цел ден, туку нешто прават, како кажам, преземат активности, прават одлуки, значи имаат некаков систем на вредности. Меѓутоа не е свесен, не е софистициран, не е развиен, туку е, ако го гледаме цинично, е прост и под прост, не сакам да кажам лош или добар, тоа не е вредностна квалификација, но тоа е прост, не е софистициран систем на вредности и најчесто е насочен кон себе си. Најчесто е еготистичен, нарцисоиден систем на вредности, практично многу од луѓето остануваат заглавени во системот на вредности кои што го имале кога биле во детството и немаат идеја дека можеш да се насочиш и кон повозвишени нешто. Мислам, ако го прашаме Аристотел, да беше Аристотел сега тука до нас, тој ќе кажеше дека доблесното живење ќе те доведе до благосостојба. Че доблесното живење доведува до благосостојба. Многу луѓе се циници и ќе кажат, ако си многу принципиелен од аспект на вредност или од аспект на морална етика и така натаму, дека практично си преидеалистичен и дека ќе бидеш мета на злоупотреба од оние кои што се макиавелистички настроени, оние кои што се нарцисоидни или манипулатори. Меѓутоа не е така. Не е така. Тоа е ако си наивен. Ама тука никој не вика да си наивен. Наивноста се губи или се поништува со искуството. Ама, ако ти имаш развиен систем на вредности, екзалтиран, и ако одиш кон возвишување на себе си, од сите аспекти, не само од морален аспект, туку и од когнитивен, од душевен аспект, ако одиш кон тоа, а воедно не си наивен зашто имаш искуство во животот, обично овие две работи заедно одат, практично во развитокот, меѓутоа ако го правиш ова, ќе увидиш дека со доблесното живење, значи практично ако ги откриеш и ги развиеш своите систем на вредности, своите вредности, со доблесното живење ќе стигнеш до благосостојба. И тоа Аристотел го има кажано пред повеќе од 2000 години и тоа се уште важи. Ќе зборуваме и за Аристотел понатаму, меѓутоа чисто сакав да додам во оваа смисла дека не застанува работата кај таа еготистична точка на размислување, ниту пак релативистичката точка на размислување, туку оди и понатаму и води кон повозвишено и кон по-благородно живење и кон поголема благосостојба. Исто така, нешто кон каде што води екзалтирано размислување е да најдеш убавина и смисла во несигурноста и во мистеријата на животот. Затоа што ти веќе не бараш безбедност во твоите идеологии, во твоето илузорно разбирање на животот, бидејќи никој не го разбира животот 100%. Тоа треба да си ептен со ниска свест и со ниска форма на размислување,
интелектуално не еволуиран за да можеш да кажеш јас го разбирам животот. Јас разбирам реалноста. Не ја разбираш. Или разбираш делумно. Нешто разбираш, нешто не разбираш. Таа несигурност, таа мистерија на животот може да ни даде едно чувство на убавина. Ако ние научиме да ги гледаме тие работи со една доза на опуштеност. Ако не ги гледаме низ призмата на преживување, јас ако не разбирам све, тогаш ќе умрам, нешто ќе ме убие, нешто ќе ме фати неспремен. Тука ако гледаш еден аспект на во рете, не разбирам, се трудам да разберам. Меѓутоа во она кое што се уште не сум го разбрал, можам да уживам како еден вид на мистерија, како еден вид на несигурност. И сигурноста е збор кој што обично ние го имаме врзано со некои лоши искуства. Меѓутоа не мора да е така. Несигурноста може да биде еден отвор до многу поубаво искусување на животот. Еден начин на безгрижно чекорење, безгрижно живење на животот од момент до момент. И тоа е еден аспект кој што исто така мислам дека слушателот кој што ќе ги слуша овие наши разговори ќе му го представиме како концепт, како идеја, како можен начин за живење. Да, можеби немал представа дека воопшто такво нешто може и да биде. Дури јас би рекол од моето лично искуство дека надминување на стравот кон несигурноста и кон мистеријата на животот е еден од, односно постанување примирен со мистеријата на живењето, на искуството на живењето, е еден од најголемите извори на мудрост. До сега, кога почнав да го надминувам тој страв, тогаш почна да произлегуваат еден куп откровенија, еден куп отклучувања за... Каков е тој тип на знаење? Ти велиш за дека некоја мудрост ти се отклучила кога си живеел така без потреба за сигурност и уживајќи во мистеријата на животот. Велиш дека ти се уклучила некоја повисока интелигенција или некоја поубава интелигенција или посовршена. Каква е таа? Дали е концептуална, мисловна како и сите овие интелигенции кои што или оваа база на знаење која што имаме, читаме книги и сме научиле нешто или сме размислили или сме сватиле нешто. Дали е ист тој начин? Ако погледам натаму кон себе и кон искуството кој што сум ги имал, не е ист тој начин, туку на еден начин не, ама во главно тоа е зад концептите. Не можам да кажам над, ама е баш зад. Значи, тоа мора да постои и тоа мора да биде како мудрост, една како интелигенција, за да воопшто концептите постојат. Значи, за да воопшто постојат концепти, правила, разбирање, воопшто за да постои разбирање, мора да има една мудрост позади која што може да разбира. И таа е, јас би рекол, вродена. Не мислам дека е нешто што можеш да го научиш во школа, не мислам дека е нешто што можеш да го развиеш. Можеш да се сетиш на него, зашто е секогаш со тебе. Можеш да се сетиш на него, можеш да станеш посвесен за него, да станеш по-отворен кон таквото чисто искусување, да го крстам. Меѓутоа, тоа секогаш постои и тоа не се учи. Тоа секогаш постои тука и е во нас. Порано го викавме наблюдувачот. Например, за секој од нас човек постои наблюдувач кој што ги наблюдува сите работи, меѓутоа во исто време го има и капацитетот да разбира. И тоа е во нас. Ние сме всушност наблюдувачот. Да, ние сме всушност наблюдувачот или па ние. Знаеш, тој зборот ние е малку проблематичен затоа што предпоставува посебни луѓе. Ама тој наблюдувач, мислам дека и зад луѓето, тој е како еден вид на она панпсихистичка суштина на постоењето. Некој го викаат Господ, или некој го викаат универзум, или панпсихистички го гледаат Буда, итн. Меѓутоа, тој секогаш постои. И тој мора прво да постои, тој мора прво да има капацитет да разбира работи за ти кога ќе прочиташ книга
или кога ќе видиш нешто, да можеш да сватиш дека плавана врата не е жолтиот зид. Значи, тој наблюдуваш, веќе го има капацитетот тоа да го свати. И ти не си го стекнал тоа да си го научил во школа дека е ова жолто или ова плаво. Туку или дека спојот на буквите А, Б, В, Г, Д е азбука, например, или дел од азбуката. Туку, односно, ти си го научил во школа, формата си научил, ама суштината веќе постои во тебе и капацитетот за да се разбира постои во тебе. Тоа е исто како што постои знаењето на новородената зебра или антилопа веднаш да застане на нос. Зошто таа не си остане да лежи? Има во нези интелигенција која што и кажува дека и таа не е концептуална, тоа е многу важно. Таа не си вика, јас морам да станам сега, затоа што секогаш може да има лав позади нас кој што не демне и кој што чека да ме фати. Туку едноставно во неизе има нешто кое што го знае ова, во самиот ген. Точно така. Има нешто кое што го знае ова, Точно. да го викаме инстинкт, нели? Да. Кој што ја тера веднаш да стане на нозе. Тој инстинкт го имаме и ние. Меѓутоа интересната работа е, немаме само инстинкти за преживување, како што мисли модерната биологија, дека ние имаме инстинкти за преживување, умот е над нив и готово, крај. Ние имаме инстинкти кои што се уште повисоки. Точно. Инстинкти за спознавање на реалноста. И тие се инстинкти кои што, бидејќи не ни се потребни за преживување, или може би само еден мал дел од нив е потребен за преживување, не ги користиме. Закржлавени се. Да. Меѓутоа, можеме да ги отклучиме. Можеме да ги отклучиме на тој начин што нема толку многу да се подпираме на нашиот интелект, на нашите концепти, на онаа приказна која што си ја вртиме во главата цело време, доку повторно ќе се вратиме на инстинктите, меѓутоа овој пат во ново руво. Да. Овој пат со свест. Посвесно токму тоа е. На свесен начин. Затоа што животните, кои ќе видиме, животните се крајни будисти. Тие живеат во моментот цело време, ама живеат несвесно. Разликата тука е што можеш да стигнеш и да живееш во секојдневниот момент и да ги отклучиш тие повисоки екзалтирани нивоа, ама свесно. И тоа треба прво да го поминеш моментот на егото и на ограничувањето. Апсолутно. Тоа е работа. И дури самиот будистичката психологија тоа го кажува, дека развитокот на едно битие доаѓа од несвесно кон полусвесно и кон на крајот свесно. Така што ние го имаме тоа и ќе разговараме понатаму во емисиите дека постои начин како да се достигне до тоа и ние имаме одредено искуство, сакав да кажам со тоа, не дека мислам конкретно за мене ако зборам, нема секој да кажам дека јас сум не знам Буда или не знам што. На крајот на гиштата е еден од основните методи во наводници или односи е дека треба да бидеш понизен кон реалноста и тогаш ќе почнат да се отклучуваат тие работи, а не арогантен, не надмен. Ако си надмен и јас знаеш готово се просветлив или не знам што, практично си утнал поентата малку. Практично си ја продал душата на концептите. Си ја продал душата на сите тие идеологии и рамки во светот кои што те направиле безбеден. Толку многу си се вложил себе си во сите тие ментални концепти во тебе, ти едноставно сега си роб. Толку многу си роб што ти не дозволуваш веќе некој друг да ти каже нешто, затоа што на тој начин осеќаш дека ќе се изгубиш сами од себе. Тоа е тажен начин на живење кој што многу голем број на луѓе го живеат. Тој не поготоа постарите луѓе. Толку многу се инвестирале низ текот на времето во различни концепти што едноставно сметаат дека ако инч дадат, ако 1 сантиметар дадат од своите силни позиции, готово е со нив, ќе се изгубат, ќе им се намали вредноста, ќе умрат и така натака. Ама тоа е основниот проблем кога мислите и концептите ги поистоветуваш со себе си. Апсолутно. А тие се мисли и концепти. Тие се алатки. Токму така, тие се алатки за гледање, меѓутоа можеш да ги напуштиш во било кој момент, можеш да ги напуштиш. Ако гледаш дека не функционираат веќе. Во основа конкретно ако спомнеме пак спирална динамика. Во спирална динамика има неколку нивоа, меѓутоа секој ниво служи за да ги решава проблемите од претходното ниво. Кој што претходното ниво не може да ги реши. Тоа значи дека секој ниво па си има одредени проблеми кои што кога ќе го истражиш самото ниво до крајот до својот
логичен или како и да е концептуален крај, гледаш дека со некои работи, некои проблеми не може да се снајде. И почнуваш, завлегуваш во криза, зашто ова до сега што функционираше веќе не функционира, дај да видиме што функционира. И така практично од таа криза почнуваш да се качуваш кон следното ниво на решавање, затоа што следното ниво па содржи решенија. Класичен пример е ако конкретно работиш на бизнис или на држава или на општество е фокусирано на бизнис и на правење пари, и тоа е повеќе еготистично, да речеме една фаза еготистична во едно општество, меѓутоа таа фаза може да предизвика многу големи проблеми, злоупотреба на ресурси, загадување. Едноставно да се биде бескрупулозен во однос на правење на добивка, односно финансиски профит и така натаму. И тоа нормално ќе воведе до некои негативни последици, кои што после тоа ќе треба да се решаваат со следното ниво. Следното ниво е по-еколошко ниво, по-грижливо ниво. Еве направивме ние пари и додадена вредност, меѓутоа мораме да бидеме одговорни со тоа како ќе продолжиме со бизнисот понатаму, затоа што инаку ќе ги изедеме сите шуми на планетата или ќе ги скопаме целата руда и едноставно ќе немаме ништо. Или кој да е ресурсот, водата ќе потрошиме и ќе немаме вода за пиење. Значи мораме да бидеме одговорни. Меѓутоа, прво треба настане проблемот во ова ниво, бизнис ориентирано ниво, за да можеме да бидеме во криза, да речеме, чекај ја трошиме целата вода, немаме за пиење веќе вода. Дај да видиме како го решиме и да скокнеме на следното ниво. И така и во овој случај. Во овој случај секој треба да настане една криза дека тоа што функционирало до сега не функционира понатаму. Гледаме дека методите кои што ги применуваме на нивото на кој што сме не функционира. Меѓутоа нашата задача и тоа што сакаме го потикнеме со беседа е кога ќе дојде кризата да не се повлечеме, туку да се отвориме, да речеме чекај, можеби има подобри начини, повозвишени, по-високи начини, по-софистицирани начини на решавање на проблемите кои што настана, а не да се зачауриме. Готово, не, јас не сакам да чуем ништо друго, се под тепик да ставиме, затоа што ако слушнеме нешто, бидејќи е врзано со нашиот идентитет, ќе ни го сврти светот и ќе пропаднем. Исто така нешто друго што сакав да го спомнаме дека низ текот на нашето развивање како канал и како емисија, едно од целите ни е да создадеме заедница која што ќе размислува, ќе живее, ќе делува на овој повозвишен начин и со тоа ќе создадеме еден вид на друштво, еден вид на група на луѓе кои што можат после тоа на начин, зависи од тоа како живеат они, низ нивната професија, низ нивниот приватен живот, низ нивниот личен живот, да ги научат другите луѓе, да ги имплементираат овие начини на живење кои што ние ќе ги представиме и кои што ќе ги еволуираме со нивна помош понатака. Како што растеме, ќе вклучуваме членови и ќе викаме гости кои што ќе нудат нови концепти на различни теми и ние ќе учиме од тие концепти. Точно. И тие луѓе ќе ги задржиме за секогаш блиску до нас, како еден вид на друштво. Ќе бидеме во допир со нив, поврзани, со цел да не го изгубиме знаењето, да не го изгубиме тој уникатен начин на размислување и да направиме еден вид на група на луѓе кои што меѓусебно ќе си помагаат да еволуира мислата и ќе создаваме стратегии за едукација на пошироката јавност. Да. Тоа ќе биде, нели, како што кажав, со поканување на гости, со вклучување на различни гледишта од различни луѓе. Да, може. Тоа е одлична идеја И со интеракција со нашите гледачи. Да, треба да го смислиме методот, начинот на кој што ќе правиме интеракција, меѓутоа дефинитивно тоа е една од работите кои што мислам, овие работи се тие кои што ќе ги внесеме понатаму во емисија. Сакав да кажам, слушателите секогаш ќе бидат еден активен дел од нашето патување, бидејќи нели ние еволуираме како што разговараме со овие, како што разговараме јас и ти еден со друг,
така и еволуира и нашата мисла, еволуира и мислата на слушателот. Меѓутоа и тој може да придонесе, нели, бидејќи тој ќе биде дел од нашето патување, преку различни прашања, коментари, преку предлози и Критики со така. критики и ние ќе презентираме секогаш идеи кои што слушателите може да ги применат во секојдневниот живот. На тој начин ние ќе им помогнеме и ќе бидеме тука за нив во различни проблеми кои што они ги имаат, кои што може да се обратат кај нас и ние и на лично ниво, меѓутоа и на подкастов, на овие наши емисии, да понудиме решенија за како би се решиле тие проблеми, бидејќи ние сме луѓе и ние сме имале проблеми во животот, тоа сме имале различни типови и различен интензитет на сериозни и мали проблеми во животот и сме ги надминале. Да. Во голем дел сме ги надминале, а оние кои што не ги сме ги надминале, работиме со еден висок интензитет, надконцептуално да ги надминеме, значи надвор од кутијата да размислуваме и имаме многу знаење кое што можеме да го презентираме на луѓето кои што се уште не дошле до овие откритија и до овие решенија на истите проблеми кои што ги имаат како што ние сме ги имале. Да. Само би сакал кога не слушаат или кога не гледаат, кој да е начинот на кој што не следат слушателите, гледачите, да не предпостават, барем јас така не се осеќам, а апсолутно мислам и ти, дека сме арогантни околу нашите знаења и искуства. Едноставно сметаме дека имаме нешто да споделиме. Јас не мислам дека ние сме најпаметните на светот, најинтелигентните на светот, најискусните на светот, има многу поискусни, поинтелигентни, попаметни од нас. Меѓутоа па не сме па ни најглупите, најнеискусните и така натаму, че имаме одредено искуство, имаме одредено знаење и, што е мислам дека уште по-битно, имаме една отворена мисла која што ни овозможува да се стекнеме со сите тие искуства и знаења и осеќаме, мислам дека и една одговорност, една морална, па и не само морална, душевна една одговорност да го споделиме тоа. Па кој сака нека слуша, кој сака нека не слуша, кој сака нека не критикува, че слободно нека не критикуваат, слободно нека даваат предлози за како подобро да разговараме или како кои теми, нека даваат предлози за кои теми да се дискутираат, например. Меѓутоа, тоа што е битно дека тука е битна отвореност. Значи, повторно доаѓаме на истиот мојот, разликата помеѓу зачауреност и отвореност. Кога доаѓа криза, кога доаѓа нови работи, кога доаѓаат и нови искуства, дали ќе се затвориш како кокона или ќе се отвориш како пеперутка. И па баш тоа, значи, сите проблеми со кои што сме се соочиле ние во животот, еве ќе зборам само за мене, сум ги решавал на еден отворен на еден отворен начин, надвор од кутијата за размислување, надвор од понудените решенија и сум стекнал многу искуство кое што можеби звучи нескромно, меѓутоа напротив, не го кажувам со еден вид на ароганција или нешто слично, туку го кажувам со еден вид на известување, бидејќи сакам овие решенија или имам да понудам решенија и сакам овие решенија да ги понудам. И затоа го кажувам тоа, затоа кажувам дека има начини на решавање на проблемите кои што се неконвенционални, меѓутоа се многу ефикасни и многу добри и го прават животот лесен и го прават животот убав за живење. Бидејќи исто така нешто кое што го приметуваме е дека голем број на луѓето се несрекни. И тоа без разлика дали се богати или сиромашни, дали имаат партнери или немаат партнери, од сите табори, од сите бранши на луѓето, секаде можеме да најдеме голем процент на несрекни луѓе. Не се сите, меѓутоа голем процент. Зошто? Зошто се тие луѓе и покрај тоа што сиромашниот вели не сум среќен затоа што немам пари, богатиот нешто друго го мачи, има пари, ама може премногу работа има, третиот девојката го мачи,
четвртиот па нема девојка, тоа го мачи, можеме да понудиме одговори кои што сите овие различни табори на луѓе или со различни проблеми можат да го решат ако размислуваат неконвенционално, ако размислуваат надвор од кутијата. Да, или решението да биде отворете го умот и ќе ги најдете одговорите. Ние може немаме ги најдеме конкретните одговори точно. Во некој случај може ќе ги најдеме од нашите дискусии или што и да. Меѓутоа методот на работа е тој кој што ние пред се сакаме тука да го развиеме, да им покажеме на луѓето дека ако го отворат умот, ако го отворат видиците, дека ќе почнат да доаѓаат решенија. И тоа што речете, многу луѓе во различни нивоа и различни нивоа на созревање, да речеме, си имаат свои или различни материјални услови, си имаат свои проблеми. Точно така е, ама јас би рекол дека имаат проблеми затоа што настануваат проблеми на едно друго ниво, кај што треба се решат на другото ниво. И само со отварање на умот би се решиле, би се тргнало кон решавање. Да, со еден збор тоа што сакав да го кажем е дека долго време сме работеле на себе и сме дебатирале на многу теми и сме успеале да достигнеме одреден степен на отвореност на умот и сега можеме да им помогнеме на голем број на луѓе да го отворат својот ум за да си ги решат своите проблеми и да најдат еден вид на среќа во животот. Да. Не еден вид, туку вистинска среќа во животот. Благосостојба. Пред да ја, бидејќи сме при крај, пред да ја затвориме емисијата, само една работа сакав да кажам, а тоа е дека се надевам дека ќе откриеме начин како да ги снимаме емисиите додека пешачиме, затоа што јас и ти така и всушност почнавме да разговараме преку пешачење. И знаеме дека кога пешачиме, ти го спомна тоа, подобро размислуваме, подобро ни доаѓаат мислите. И мислам дека има начин да го решиме тоа, можеби за понатаму. Меѓутоа се надевам дека ќе може да најдеме начин додека пешачиме некаде да разговараме, затоа што мислам дека така ќе ни се подобри и уште повеќе квалитетот на тоа што ќе биде дискутирано. Дали може да затвориме? Да, само што сакав уште нешто да кажам. Кажи. Значи, јас, како што кажавме, нели, во овие емисии не сакаме само да ги инспирираме луѓето, туку сакаме и да ги потикнеме кон трансформација, сакаме да ги трансформираме на еден многу поубав начин на живење и размислување и сакаме да отвориме простор во нив за да ги истражуваат нови начини на размислување, на живење и за крај едноставно да направат чекор кон патување кон едно подлабоко разбирање за себе. Значи, подлабоко разбирање за себе, за другите, едноставно за реалноста. И едноставно кога ќе завршиме со нашата епизода, да речеме, со секоја епизода, да биде нивниот ум во една состојба на отвореност и на барање на вистината. Барем за неколку часа после слушање на таа емисија. Јас мислам дека тоа ќе траи по-далеко. Знаејќи од личното искуство, јас кога сум слушал емисии на разни луѓе, на разни мудреци, знам дека тоа си крчкало, во позадина си крчкало, но да можеш да ги направиш и практичните работи кои што произлегуваат од тоа. Некоја медитација или молитва или што и да е, работа некоја, можеш да ги направиш, ама тоа си крчкало во позадина. Епа, во оваа смисла, да дадеме само едно кратко сиже. Може? Значи, идејата не е да даваме сиже на крајот од секоја епизода и да дадеме неколку практични совети кои што може да се извлечат од тоа што го дискутираме. Ова е мета епизода, ова е епизода за епизодите, воведна е, така што немаме многу практични совети во овој случај, меѓутоа можеме да направиме едно сиже. Сижето на оваа епизода, воведна, беше дека се представивме, јас сум процесорот, со мене е свештеникот, емисијата се вика Беседа, таа е единствената македонска емисија за високи и возвишени теми, барем колку што знаеме. Накратко, кажавме зошто решивме да започнеме Беседа и тоа го дискутиравме до сега. Главната
Идеја е дека имаме добронамерно досегање кон мудроста и нашата цел е да придонесеме кон созревањето на човештвото и на Македонија, македонскиот народ, македонската публика. Потоа дискутиравме дека има различни нивоа на развиток, ги спомнавме неколку концептуални рамки, низ кои што понатаму ќе ги дискутираме во детали, како спирална динамика, 8 нивоа на психолошки развиток и така натаму. И во некои од тие делови дискутиравме дека малку и за нас дискутиравме. Како сме стигнале, како сме се развивале до сега, дека сме откриле еден вид на начин или метод кој што може да ни помогне, кој што ни помага во животот и кој што сакаме да го споделиме и со нашите слушатели, односно коса црта гледачи. И мислам дека тоа е сижето и мислам дека можеме да затвориме тука, ако освен ако не сакаш да додадеш нешто кон самото сиже. Не сакам ништо да додам, мислам дека тоа е одличен заклучок, одлично сиже. Само сакам да изразам благодарност за времето кое што нашите слушатели го вложија за да не слушаат. Супер. Само да напоменам дека следната епизода, како што спомнав претходно, ќе биде на англиски, ама повторно ќе биде воедна епизода, за тие што слушаат меѓународната публика. А понатаму, третата епизода ќе почнеме со практично суштинско дискутирање на темите. Благодарам за вашето внимание и се гледаме наскоро.